Бранот масовни протести на тому го потресува Ирак, но тоа придонеси за почести терористички напади во повеќе делови од земјата, велат ирачките власти. Генерал-мајор Тахсен Ал-Кафаджи, портпарол на ирачките здружени операции, вели дека бранот масовни протести создаде добри услови за терористите. Тие пак од смртта на лидерот на екстремистичката група Исламска држава, Абу Бакар Ал-Багдади во октомври, беа привремено ослабени поради пропаднатата структура на раководството. Сепак во последно време има се почести терористички напади во северните ирачки провинции, предизвикувајќи цивилни жртви. Терористичките сили се чинат решени да организираат камбек, иако се ослабени. لذلك معلوماتنا الاستخبارية تؤكد بأن هذه المجاميع الإرهابية اللي انتقلت إلى مرحلة حرب العصابات بعد مقتل البغدادي أعتقد أنه هي الخلايا التي تبقت في العراق واللي ليس أمامها خيار إما القتال أو الموت أو الاستسلام. Според генерал Ал-Кафаджи, оружјето неодамна запленето од безбедносните сили докажува во каква очајна состојба се терористичките групи поради намалувањето на нивните ресурси. معلوماتنا الاستخبارية والأمنية تؤكد بأنه داعش لا يمتلك القدرة على مهاجمة القوات العراقية ولا يمتلك القدرة على القيام بعملية نوعية كبرى لأنه أولا ما يمتلك التمويل ليس لديه إمكانيات ما حصلنا عليه من معلومات. Во Ирак владее хаос од 1 октомври кога почна антивладините протести на кои се бараа реформи и заминување од власт на политичарите, за кои демонстрантите сметаат дека се корумпирани и некомпетентни. Од почетокот на протестите до сега загинале неколку стотици луѓе, додека илјадници биле повредени. Често доаѓа до судир меѓу демонстрантите и полицијата, но има и оружени напади врз полициски станици или други владени служби.